Равенката ax плюс by плюс c еднакво на 0, која е равенка на права во општ облик, да ја доведеме во равенка на права во нормален вид. Ако равенката ax плюс by плюс c еднакво на 0, ја помножиме со некој ненулти реален број ламда, ќе добиеме ламда по ax плюс ламда по by плюс ламда по c еднакво на 0. Равенката на права во нормален вид е x по косинусот фи плюс y по синусот фи минус p еднакво на 0. За да овие две равенки бидат еквивалентни, ќе биде потребно, а и доволно, да нивните коефициенти пред x бидат еднакви, пред y да бидат еднакви и слободниот член да биде еднаков. Односно, ламда по а ќе биде косинусот фи, ламда по b да биде еднакво на синусот y и ламда c да биде еднакво на минус p. Ако ги квадрираме овие две равенки и ги собереме, ќе добиеме ламда на квадрат а на квадрат плюс ламда на квадрат b на квадрат ќе биде еднакво косинус на квадрат фи плюс синус на квадрат фи, кое што е единица. Ако го извлечеме ламда на квадрат пред заграда, ќе добиеме дека ламда на квадрат ќе биде 1 врз а на квадрат плюс b на квадрат. Ако побараме корен, корен од 1 е 1 врз плюс минус корен од а на квадрат плюс b на квадрат, бидејќи, значи, ламда може да биде и позитивен и негативен број. Ако ова ламда го замениме во оваа равенка овдека, ламда по c еднакво на минус p, ќе добиеме дека p е еднакво на минус ламда c, односно p ќе биде минус ламда по c, значи ќе имаме минус c по ламда плюс минус корен од а на квадрат плюс b на квадрат. Ако а, б и c во оваа равенка овдека со ламда ја замениме ламда, ќе добиеме дека равенката ax плюс by плюс c еднакво на 0, која што е во општ облик и која што ја помноживме со ламда и добивме ламда по а по x плюс ламда по b по y плюс ламда по c еднакво на 0, и ако наместо ламда ставиме 1 врз плюс минус корен од а на квадрат плюс b на квадрат, бидејќи ламда ја има секаде, ќе добиеме ax плюс by плюс c и ламда е 1 врз, значи долу ќе имаме плюс минус корен од а на квадрат плюс b на квадрат еднакво на 0. Ова е бараниот нормален вид на равенка на права, која што беше зададена во општ вид ax плюс by плюс c еднакво на 0. Меѓутоа, приметуваме дека овдека пред коренот имаме знак плюс минус и треба да се одлучиме за еден знак. Бидејќи бројот p е позитивен број, зошто? Затоа што представува должина, растојание на правата до координатниот почеток, и бидејќи p е позитивен број, на десна страна имаме минус p во оваа равенка, значи ламда по c е негативен број, значи ламда по c е негативен број, а кога ќе биде производ на два броја негативен? Ако тие два броја се со спротивни знаци. Значи,
ламда секогаш знакот ќе го има спротивен од знакот на бројот c. Значи c и ламда имаат спротивни знаци. Што би значило? Доколку c во општ облик е позитивен број, во ламда, во равенката овдека, ќе земеме минус. Ако c е негативен број во општ облик, тогаш ќе земеме во равенката во нормален облик, што е, ќе земеме пред корен плюс. На овој начин ја претворивме равенката од општ облик во нормален облик. Да видиме тоа во пракса како ќе се спроведе. Да ја претвориме правата од општ облик во нормален вид. Гледаме дека c е минус, па равенката во нормален вид ќе биде 12x плюс 5y, c е минус 10, значи негативен е, а што ми е негативен, пред корен ќе го земеме знакот плюс, корен од а на квадрат, значи а е коефициентот што стои пред x, b е коефициентот што стои пред y и c е слободниот член, а на квадрат плюс b на квадрат. 12 на квадрат е 144, 25 169, корен 169 е 13, па ќе добиеме 12 врз 13 по x, плюс 5 врз 13 по y, минус 10 врз 13 еднакво на 0, и ја добиваме равенката направа во нормален вид. Таа равенка направа можеше да остане и во ваков облик, со тоа што 13-ката ќе ја оставивме како именител на сите собироци од броителот.